и добро вечер, Прилеп. Денеска, кај да одам низ Прилеп, со Маријан, со Миле, со сите други колеги што стојат зад мене, има толку многу народ, толку многу енергија, толку многу поддршка за нас, што јас уште денес знам дека на 5 јуни ВМРО-ДПМН масовно ќе победи на изборите и ќе ја води државата и во следните 4 години. Кога во 90-тите години ВМРО-ДПМН заедно со македонскиот народ ја здоби независноста, слободна, суверена држава, имавме големи очекувања. Се надевавме сите заедно дека ќе одиме во подобра иднина, дека нашите деца ќе живеат посреќно, дека ќе има економски просперитет, повеќе работни места и дека државата ќе ужива репутација во светот. Меѓутоа, за жал, тогаш во 90-тите години владата ја предводеше Бранко Црвенковски. Наместо да се грижи за народот, наместо да се грижи за државата, Црвенковски се грижеше повеќе за тоа да му поминат шлеперите со цигари и танкерите со нафта преку граници. На Бранко му прави друштво и мојот против кандидат, човекот кој што СДСМ го стави на чело на листата, за носител на листата во 4-та изборна единица, Зоран Заев. И сега да подсетам само нешто. Зоран Заев во 2002 година во Струмица имаше една мала бакалница семејна и толку. И да прашам како, вие, дали вие со двете раце, со вредна работа, честна работа, можете да направите за 8 години она што го направи Заев. За 8 години од таа бакалница Заев купи 10 фабрики, купи 10 автомобили, 10 деловни и стамбени згради и пола југоисточна Македонија. Може ли, драги прилепчани, со честна работа тоа да се направи? Можете ли вие да го направите? Може ли било кој во Македонија да го направи? Се разбира дека не може. Затоа на Заев му беше потребен Бранко Црвенковски со аболицијата да го спасува, да не заврши за дрешетки, кај што впрочем и му е местото. Но и ние не сакаме да живееме на зборови и на стара слава. Ние сакаме гордо да дојдеме како што сега дојдовме после 4,5 години, да ве погледнеме во очи и да кажеме, ова го направивме, ова го ветивме, ова го направивме. И да подсетиме, во овие 4,5 години, од кои 2,5 години беше најголемата светска економска криза, во која што навистина моćни држави пропаѓаа. Во Македонија се спречи, се елиминира можноста да има масовни отпуштања од работа, затварање на фабрики, намалување на пензии и плати, воведување на даноци. Ако ме прашате денес, дали беше тешко, јас ќе ви речам да, беше многу тешко. Ние знаеме како тоа успеавме да го направиме. Не го направивме со трикови, не го направивме со мрзливост, не го направивме со лага, го направивме со честна и вредна работа, работевме двојно повеќе за да извлечеме земјата од таа голема криза. И сега сите се паметни, пошто вели народот после битка сите генерали се паметни, па сега сите знаат како требало и сите знаат економија. А кога на времето има шанса да ја водат економијата, македонската економија имаше најлоши резултати. Затоа ние продолжуваме понатаму. Тие ќе плукаат, ќе омаловажуваат, ќе вреѓаат, ние ќе продолжиме да градиме, да подобруваме живот на граѓаните, да даваме субвенции за земјоделството. Убеден сум дека граѓаните тоа ќе знаат да го почитуваат и дека ќе ни ја дадат повторно довербата. Добро вечер, победнички Прилеп! За оние граѓани што имаат мали и микробизнеси со годишен приход до 3 милиони денари, ВМРО-ДПМН ветува. Во следниот мандат ќе го укинеме целосно данокот за овие фирми. 27.000 мали фирми во Македонија нема воопшто да плаќаат данок. За нашите пензионери, за оние кои што имаат пониска пензија од просечната, значи просечната е некаде 10.500 денари, за тие што имаат пониска пензија, ВМРО-ДПМН ветува бесплатно лекување во здравствените установи, без да се плаќа партиципација кога ќе бидат примени за третман во здравствените установи.
Вашата поддршка ни е потребна и за да може да продолжиме со политиките со кои што ќе внесеме новини за да можат голем број на луѓе да го решат најгорливото прашањето на стекнување на собствен дом. Одејќи низ Македонија вака гледавме дека голем број на млади луѓе во своите 30 години не се одлучуваат за семејство или за брак затоа што не може да го решат стамбеното прашање. Тоа е голем проблем. ВМРО-ДПМН не би била народна партија ако не ги решава тие големи проблеми. Во новиот манифест, во новата програма наша, имаме два проекти за решавање на ова прашање. Првиот проект се вика пола рата за првите 5 години. Тоа значи дека кога некој ќе земе кредит во банка до 50.000 евра за да купи стан или да изгради куќа, во првите 5 години половина од месечната рата со се камата и главница ќе ја плаќа државата, а другата половина граѓанинот. Ете така ќе го решаваме прашањето за многу луѓе да стекнат стан или да изградат куќа. Вториот проект кој што се однесува на решавање на стамбеното прашање е следниот. Кога треба да се земе кредит во банка за 50.000 евра кредит, банката бара околу 12.500 евра учество. Ние видовме дека голем број на луѓе не можат да ги обезбедат тие пари, тоа се големи пари за нив. Затоа решивме половина од тоа, 6.250 евра ќе даде државата, а другата половина граѓанинот. Ете така ние се грижиме за нашите граѓани. Довербата на 5 јуни треба да се даде за нови 670 милиони евра за македонските земјоделци од Ново село, од Струмичка, од цела Македонија. И довербата на 5 јуни треба да се даде за да продолжи зголемувањето на платите, да продолжи зголемувањето на пензиите. Нови 30% зголемување за македонските пензионери со ВМРО-ДПМН. И во следните години ќе продолжиме со процесот на легализација на демократите. 350.000 македонски семејства ќе може да се легализираат демократите и никогаш веќе да не се плашат да бидат нивни, за нивните деца, за нивните внуци. Во следните 4 години ќе продолжиме и со политиките за поддршка на руралниот развој. Ќе овозможиме да се градат амбуланти, да се градат патишта, локални и други патишта. Денеска поминавме низ Мокриево и низ Мокрино. Таму видивме дека во следните 4 години ќе го реализираме патот од Мокрино до Смоларе, а ќе направиме напори целосно за завршување на патот од Старо до Ново Коњарево. А во програмата на ВМРО-ДПМН исто така стои дека Ново Коњарево ќе добие и нова амбуланта. И ќе има реконструкција на патот до граничниот премин и ќе има отварање на нови работни места, ќе има повеќе инвестиции. ВМРО-ДПМН знае тоа да го направи, го правевме во кризата, ќе го направиме уште повеќе во следниот период кога кризата е задна. Генерално кажано, политичарите се талентирани, нели, за зборување. Апсолутно. А и тие што не се толку талентирани, со време стануваат поталентирани. Ама народот е уште помудар и поталентиран од секој политичар. Затоа народот не треба да верува на ниеден политичар на тоа што го зборува, само затоа што убаво зборува. Не треба да му верува на Заев, на Бошковски, на Црвенковски, а и на Ставрески. Но народот треба да верува на она што сме го направиле кога сме имале шанса да ја водиме државата и да направиме нешто за вас. Ете така, ценете не по нашите дела, не по нашите зборови, само по нашите дела. Апсолутно. И јас сум убеден, почитувани прилепчани, дека ако така размислувате, на 5 јуни кога ќе станете, кога ќе се пробудите и ќе одите да го исполните своето демократско право, моќно право да ставите липче во гласачката кутија да одлучите кој ќе ја води Република Македонија во следните 4 години, ќе умеете да го направите вистинскиот избор, да ги поддржите Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, кои што секогаш она што го ветуваат, го исполнуваат. Јас сум убеден во убедлива победа на ВМРО-ДПМН, што ќе биде и победа на Прилеп, и победа на Република Македонија, и победа за граѓаните на Република Македонија.
да сте здрави и живи и да одиме сите напред. Да живее Прилеп и Европска Македонија.